Почитувани членови на Собранието на Фудбалската федерација на Македонија, почитувани гости од УЕФА и ФИФА, господин Јозеф Климент и господин Золов Танер, почитувани представници на медиуми, драги пријатели на фудбалот, почитуван министер за спорт господин Борко Ристовски. Пред една година од ова место зборувавме за врската што ја носиме, да поставиме правец, да изградиме систем и да ја пратиме до вербата. Денес не зборуваме за планови, зборуваме за конкретни чекови и видливи резултати. Во изминатата година, еден од клучните приоритети беше да инвестираме таму каде што е најпотребно, во основата. И подобруваме условите за работа, и обновуваме клучните капацитети и вложуваме низ целата држава. Тоа значи повеќе терени, подобра инфраструктура и реални услови за развој. Во нашиот тренинг центар, каде што повеќе од една деценија немаше сериозни вложувања, да не кажам никакви вложувања немаше, започнавме и завршивме со терминална обнова и модернизација. Денес тој простор има функционалност, каква што заслужуваат нашите репрезентации. Во Битола, за рекордно краток рок, заедно со општина Битола и со градчанот Ходјановски, стадионот Петар Милошевски го обновивме и сега представа вистинска гордост на градот и нов дом на македонските репрезентации. Во Охрид започнавме со градење на нова трибина. Трибина која ќе се заврши во рекорден рок, а не како некои трибини кои се градеа по 6 години во минатото. Во Илинден, Ликово, Слупчан и Доран ги завршивме проектите за брзо, да не кажам во рекордно време, и веќе се ставиле во функција со вештачка трева, нови простори за тренинг, на кои што може да се играат надпревари и да има тренинг за развој на младите фудбалери. Паралелно, обезбедивме и набавка на повеќе од 20.000 столчиња, а колку да треба повеќе, за стадионите ширум државата, со цел подобрување на условите за гледачите и целокупниот турнир на надпревари во сите категории, на сите нива, во сите градови, и мали и големи. До крајот на 26-та година приоритет ќе биде изградба и реконструкција на нови терени со современа тренажа, системи за наводнување и квалитетна тревната подлога на неколку стадиони во државата, поставување на рефлектор последување, ќе биде проектот во Кавадарци, нови сооблекувални семафори на неколку стадиони. Ова е процес што не завршува, ова е систем што го градиме. И развојот не е само во објекти, туку и во можности. Нашите младински репрезентации, машки и женски, само во изминатата година одиграа вкупно 99 надпревари. Добар фудбалер се станува најсилни меѓународни надпревари, не само на тренинг. Тоа е континуитет, тоа е искуство, тоа е процес на создавање генерации кои треба утре да носат репрезентацијата. Носител на тој проект е директорот за младински категории Гоце Христов, кој успешно досега го води тоа. Паралелно, го подигнавме нивото на организација и регуларност. Поведовме ВАР во рекордно кратко време што никој не го душа. И обуката на судиите кои не се само технички чекори, тоа е порака дека фудбалот мора да биде фер, јасен и чист. Искрено, јас и ние како Фудбалска федерација мора да биде горди на овој проект. Создадовме услови за сениорските репрезентации да функционираат на највисоко ниво. Организацијата, логистиката и комуникацијата се поставени така што фокусот е таму каде што треба на теренот. Ја зарекнуваме врската со заедницата, со партнерите и со сите што го поддржуваат фудбалот, затоа што со силен фудбал не се гради изолирано заедно. Јас сум председател и сите членови на управниот одбор и вработените во федерацијата и сите носители на функции. Сите заедно сме тим кој што гради фудбалот и сака да го направи подобро. Инвестираме во младите, во опрема, во услови, во шанса за напредок. Фудбалот мора да биде достапен за сите, а талентот препознае нагледно. Затоа го споставивме систем за следење нашите играчи без разлика каде настапуваат, односно прв пат од самостојувањето имаме скаутинг служба и раководител на скаутинг центарот е господин Никола Чумаревски. Денес гласаме за нов статут на Фудбалската федерација на Македонија. После 15 години конечно ставаме крај на една застарена, нефункционална форма, еден систем каде што сакаме да воведеме ред. Статутот изработен со УЕФА и ФИФА, кој не остава простор за импровизации и за манипулации. Да бидеме искрени, досега не зборувавме за реален фудбал, туку зборевме за имагинарни бројки и за фудбалери кои што не постојат и за надпревари кои што не се одиграни. Последната пререгистрација ја направивме во јануари 2026 година и претходната беше направена во 24 година декември. По последната пререгистрација биле регистрирани 44.996 фудбалери во машка конкуренција.
После пререгистрацијата која што направивме во јануари оваа година, бројот на машки фудбалери е 14.210 регистрирани фудбалери во нашата конкуренција. Во следниот период ќе се утврди точната бројка и во женска конкуренција. Тоа не е мала грешка и тоа не е случајна грешка. Тоа е системска манипулација. Со новиот статут тоа завршува. Нема повеќе клубови што постојат само на хартија, нема повеќе лажни записници и нема повеќе фиктивен систем. И уште нешто мора да биде кажано јавно. Во период од само еден месец од ноември до декември 2024 година, еден месец пред изборното собрание и пред да ја преземеме функцијата, од сметката на Фудбалската федерација на Македонија се потрошени, односно исплатени околу 5 милиона евра од средствата наменети за развој на фудбал. 5 милиона евра за еден месец. Ние затекнавме таква состојба и не побаравме алиби, ниту пак почнавме да плачеме и кукаме. Почнавме да воведуваме ред и да работиме домакински и систематски. Само трошоците за хотелски, чартерски летови, авионски карти и оперативни трошоци во однос на 24 година ги намаливме за преку 1 милион евра во 25 година. Тоа не е мала сума. Тоа е доказ дека работиме на најдомакински можен начин. Секој ден гледаме каде оди, затоа што овие средства не се наши приватни. Овие средства се заеднички на сите различни што сте чинители во фудбалот и тоа се средства на сите фудбалски сојузи и на вас, драги мои делегати. Ова што го правиме не е козметика, ова е пресет. На некого му се допаѓа, а на некого не. Од систем без контрола, полека сигурно се движиме кон систем со правила и со контрола. Од фикција се движиме кон реалност. И тука нема да има назад. Започнавме процес на целосна дигитализација на Фудбалската федерација на Македонија со цел да изградиме модерен, ефикасен и транспарентен систем на работа. Воведуваме дигитални алатки за управување со податоци, регистрација, лиценцирање и административни процеси, со што се намалува простора за грешки, се забрзува комуникацијата и се зголемува контролата на квалитетот на работата на службите на Фудбалската федерација. Драги пријатели, Фудбалската федерација на Македонија е здружение на граѓани во која што сите членуваат доброволно врз основа на нивно барање принесено до Фудбалската федерација на Македонија. Вратите се отворени за секој оној што сака да придонесе за добро и за развој на фудбалот. Но да бидеме целосно јасни, оваа федерација нема да биде ничи инструмент. Нема да дозволиме притисоци, нема да дозволиме уцети и нема да дозволиме манипулации во име на било кој во оваа институција. Секој што се обидува да влијае на процесите преку закани или притисоци, прави директен удар през фудбалот и тоа нема да помине, напротив, ќе добие одговор како што заслужува. Мојот став е јасен. Секој што ќе се соочи со притисок има обврска да го пријави. Вратите се отворени, те мене не било само ништо не побава. Комуникацијата е директна и нема простор за страф. Сите членови на управниот одбор секогаш ги стојат на сите на располагање. Во меѓувреме добивме официјални информации од меѓународни институции, релевантни меѓународни институции во кои се посочуваат одредени спомнежи за одредени надпревари каде што е нарушен интегритетот на тие надпревари. Тоа не се обвинувања, но се доволно сериозен сигнал да постапиме до крај и зашто веќе постапуваме. Конечните резултати јавно ќе бидат обелоданети со финализирање на дисциплинските поставки. Ќе одиме до крај без калкулации, без компромиси. И да им биде јасно на сите, оние што мислат дека со напади, конструкции, лични дисквалификации и лични притисоци ќе не поколебаат, се во сериозна заблуда. Тие времења заврши. Најголемиот денес е токму оние на кои одговараше систем без контрола, оние што со години функционирале во зона на комфорт, без одговорност чии што желби секогаш били исполнувани. Тоа веќе не постои. Ова е борба за чист фудбал и во таа борба нема чекор назад. Судењето денес е на значително повисоко ниво, без скандали и без крупни грешки. ВАР системот е сериозна подршка и носи дополнителна сигурност на одлуките. Поплаки и грешки секогаш имало и ќе има. Но кога ќе погледнам многу поразвиени и по-скапи лиги од нашата, какви судиски грешки и скандали има, може помалку да кажам дека сме на врвот по квалитетот на судењето, односно немањето на такви грешки и скандали. И да бидеме отворени, најгласни се секогаш оние на кои резултатите не им одат во прилог. Тогаш виновни се сите други, федерацијата е виновна, судиите, управниот одбор, председателот, сите се виновни освен тие самите. Тогаш се пишуваат соопштенија, се создава притисок и се бара лиги. А кога победуваат, тогаш молчат бидејќи победуваат, бидејќи тие се нели многу квалитетни. Време е одговорноста да се бари во собствените редови.
Фудбалот не може да оди напред ако вината секогаш се бара надвор, а никогаш дома. Драги мои пријатели, ќе продолжиме со реформи, со ред и со јасни правила. За фудбал што е честен, регуларен и достоен за сите што го сакаат. Паралелно со овие реформи ја започнавме и подготовката на новата 4-годишна стратегија за развој на фудбалот. Нашата визија е стабилен, конкурентен и модерен фудбал, заставен на реални основи и на јасни правила. Фудбал што создава играчи, гради клубови, создава судии и враќа доверба кај навивачите. Тоа е долг процес, но ние сме подготвени на тоа. Систем што не зависи од поединци, туку функционира самостојно, одржливо и во интерес на спортот. Целта е да ја зголемиме базата, почнувајќи од најмала возраст, од градската активност и се до професионален фудбал, да бидеме пример дека фудбалот зближува луѓе од различни категории, нации и вероисповести. На крај, дозволете ми да изразам искрена благодарност до сите општински фудбалски сојузи, делегати и клубови за вашата посветеност и за континуираната работа во развој на нашиот фудбал. Вашиот труд е темел врз која градиме иднината и без вас ниту еден успех не би бил можен. Посебна благодарност упатувам и до нашите партнери, до УЕФА и до председателот Александар Чеферин, кој што е искрен пријател на Фудбалската федерација на Македонија, и УЕФА секогаш што има располагање да помогне во развојот на нашиот фудбал, како и до председателот Джани Инфантино од ФИФА, кој што исто така со својата несебична подршка секогаш има разбирање за потребите на Фудбалската федерација на Македонија. Заедничка визија имаме и заеднички ја споделуваме. Исто така имам голема благодарност до владата на Македонија, Министерството за спорт и министерот Борко Ристовски, како и до сите представници на локалната самоуправа за подршка за развој на фудбал, бидејќи сите наши проекти што се низ целата држава не би биле можни доколку немаме отворени врати и разбирање од сите овие фактори. Благодарност до нашите спонзори и партнери и верувам дека заедно чекор по чекор го подигнавме нивото на фудбалот и создаваме услови за негов вистински развој. Ви благодарам на сите за довербата и поддршката и се надевам дека сите заедно ќе поддржиме уште посилно. Ви благодарам.